Денеска се одбележува светскиот ден на лицата со аутизам. За предизвиците на родителите, но и на дефектолозите кои секојдневно работат со овие дечиња. Разговараме со Ангела Цинговска, таа е дефектолог со нас во студиото. Добро утро. Добро утро. Ангела ни доаѓа од Сдруженијето Во мојот свет. Ангела, може би вака како вовед, со оглед на тоа дека секојдневната ваша работа, вашето искуство може повеќе да зборува за предизвиците со кои што вие се соочувате, но како вовед за каков тип на симптоми станува збор како клучно еве во детекција дека детето е во здравствена состојба аутизам. Знаците уште може да се приметат уште од најрана возраст. Меѓутоа, на главната триада која ги сочинува знаците на аутистичниот спектар се проблеми во говорот и во комуникацијата, проблеми во социоемоционалниот развој и исто така оние стереотипни однесувања. Добро, кога тие најчесто може да се забележат? Тоа е околу првата година? Или може и порано да се забележат? Во суштина ние алудираме на тоа, на што порано знаците може да се забележат уште од најраниот развој, односно од првиот момент кога очекуваме, кога мајката разговара со детето и очекуваме тоа да емитира незините зборови, отварањето на уста, да ја следи со поглед. Во случајот кога детето појавува рани знаци на спектар, тоа не ја следи мајката со поглед, не реагира на незината насмевка, не одговара со баблинг, доцни говорот. Исто така може да имаме задоцнување во фазите на проодување и ползање. Исто така очекуваме околу од третиот до шестиот месец да се појават и тие манипулативни активности со речињата, ставање на играчки, прифаќање, кога нудиме играчка детето да ја прифати, да ја стави во уста. Сите овие знаци, сите развојни фази кои треба да се појават, доцнат кај дечињата со спектар. За клучниот фактор за детекција, односно родителите, ќе зборуваме засебно. Ајде за вашата работа, ајде за вашата секојдневна работа. Новие дечиња им е потребна доверба, им е потребна љубов да развијат кон дефектологот, да го прифатат, за да може секојдневно да работите и тоа да резултира со напредок. Успевате ли во тоа? Кои се вашите методи? Како оди таа чекор по чекор развивање на комуникација? Апсолутно, кога детето за прв пат доаѓа во центарот каде што и работам на раната интервенција, не само јас верувам и кај сите кога децата доаѓаат, постои моментот на сепарација, односно првин тоа дете треба да се оддели од родителот, од местото на комфорт зона и да дојде кај непознат човек. Така што после спроведувањето на развојната еволуација, утврдувањето на планот за работа, детето доаѓа и имаме период на адаптација, односно во консултација со родителот разговараме за тоа кои се неговите омилени играчки, омилените навики, негови убави песнички, што е она што го прави детето среќно, за да можеме да го примениме, дури ако има потреба да ја зема омилената играчка со себе, за да може да држи нешто што го потсеќа на дом, што го потсеќа на нешто што е удобно. Така што почетокот го користиме за таа адаптација што е многу важна, каде што детето ќе може да се осети удобно. Само кога детето е среќно и мирно и во безбедна средина можеме да работиме понатаму. Има ли напредок во нашето општество, напредок за овие дечиња во нашето современо општество во кое што имаме повеќе можности од претходно? И не само можности, и развој во дефектологијата за детекција рана, туку и за напредокот и за развојот потоа, како поважниот сегмент. Разбирам. Среќна сум што сметам дека последниве години се порано родителите се буди, да речам на некој начин, општеството, се подига таа јавна свест и се порано родителите се свесни за потешкотиите кои се јавуваат во рана возраст и се порано ги носат децата на професионално мислење и понатаму и на третман, така што колку порано се почне, односно таа рана интервенција проследено на раната детекција, нели,
успехот е се поголем. Во суштина, тука зборуваме за пластичноста на мозокот. Оно што сакав да го споменаме, дека 90% од мозокот се формира во првите 5 години од животот, односно во првите 3 е најважно, а остатокот се формира до 26-та година. Тој факт ни кажува колку е важно, нели, раната интервенција и тука доаѓа пластичноста на мозокот, односно способноста на мозокот да се адаптира и да формира нови невронски патеки врз дејство на екзогени фактори. Така што со некој конструиран третман и стимулација во секојдневието, од најрана возраст, детето може да учи нови начини и вештини на секојдневно функционирање. Така што колку доаѓа порано детето, успехот е толку поголем. Ово општество нуди напредок? Има можности за напредок? Во раната возраст, па и во школската возраст, тој напредок и тоа како се осеќа. Меѓутоа, понатаму, во однос на, ако зборуваме за работен однос и професионален напредок на овие лица, се уште треба работа, се уште треба ние како општество да работиме на прифаќање и нудење на инклузивни услови за тоа. Интересен ви е начинот на работа, со оглед на тоа дека доста читав, па ова се дечиња кои што бараат рутина и кои во секојдневното функционирање прифаќаат одредена рутина која што родителите им ја обезбедуваат. И тие треба да се водат по таа рутина, очекувано дека вие како дефектолози треба таа рутина иста да ја прифатите и да работите во вашиот дел по некој си, да речеме, прописи, денеска правиме тоа, утре правиме тоа, да биде се да се знае кој ден што се прави. Или вие работите малку поинаку? Тоа зависи, повторно ќе се навратам на истото, тоа зависи од возраста на детето. Доколку детето е помало, се уште тие рутини и шеми не се, шаблони на однесување се уште не се воспоставени. Односно во раниот третман го учиме детето на соодветно однесување. Тука стапува на дел бихевиоралната терапија, каде што воспоставуваме одреден начин на однесување, меѓутоа го учиме и детето како соодветно да се однесува во дадена ситуација, за да не може да биде тој шаблон, односно да правиме генерализација на однесувањето. Да, и ме зачуди малку односот дека вие се менувате дефектолози, неколку дефектолози на едно дете. Зошто? Од друга страна се вели дека овие дечиња сакаат, имаат потреба да се врзуваат со човек на кој што му веруваат. А вие малку еден поинаков принцип на работа имате. Да. Токму тоа е поради адаптацијата и генерализацијата на знаењата и вештини кои ќе ги стекнува детето. Уште од самиот почеток почнуваме барем двајца дефектолози да работиме, бидејќи третманот и планот на работа е секогаш ист, во зависност од способностите и можностите на детето. Односно, кога ќе се спроведе развојната еволуација и ќе се види развојното ниво на детето, се креира план и почнуваме да го работиме тој план. Меѓутоа, кога го работат двајца, пристапот, техниките на работа, начинот на однесување и поврзување е различен. И тоа вродува со подобар напредок? Апсолутно, бидејќи детето е спремно да се адаптира во средина како училишта. Таму имаме посебен наставник за физичко, за англиски и слично. Ние уште од мала возраст мора да го учиме детето да се адаптира на различни луѓе, ситуации и средини, бидејќи животот не е едноставен. Животот никако не е едноставен за ниту за овие дечиња, ниту за родителите, ниту за целото семејство. А ние како општество треба да го направиме да биде многу по-прифатлив и едноставен. Се уште сме општество со стигматизација, во кој дел е најмногу се детектира проблемот. Каде? Кај родителите, кај околината, кај наставниците во училиштето, кај дечињата, потоа во училиштето го спомнуваме, па е кај децата. Каде е најголемиот проблем? Или секаде помалку, на различен начин? Може би од личното искуство, секаде помалку. Почнува и од, мислам, го носи родителот, мајката го носи детето 9 месеци, сите очекуваат дека, посакуваат се најдобро, дека тоа ќе биде, дека тоа ќе биде здраво, право, живо. И кога ќе дојде моментот да се соочат со таков некој факт, тоа е повторно нивно дете, тоа е дете кое сака љубов и сака да биде среќно. Меѓутоа,
они разговори и шушкања кои се слушаат на улица, погледите, верувам дека оно што родителите ги прави да заглавуваат во онаа фаза на одрекување, што губиме доста значајно неприфаќање време. на состојбата. Неприфаќање на состојбата. И тоа ни одзема голем дел од раниот третман, раната интервенција, каде што може најмногу да се најголем успех да се направи кај детето. Така што и општеството исто така, условите кои ги нуди и самиот промовирањето, подигнувањето на јавната свест, самите институции, многу малку има пристапни делови во институциите, многу малку и во самите училишта, да, точно, се прават нови сензорни соби во училиштата. Ги спомнавме како нови можности кои што не постоеле претходно. Не во сите училишта, но има сензорни соби, има и други можности кои што се развиваат, но кога сме веќе кај раната детекција, ако ја издвојувате како клучна и најважна, и ако ги спомнуваме родителите како главниот фактор, каде е грешката, обично последот на нештата, детето кога нешто не е во ред се носи на матичен лекар, така се носи, ќе речат нешто со говорот, па се носи на логопед, не на дефектолог. Каде е тука грешката? Дали можеби насоката од страна на докторите, на матичните доктори? Оти не секој родител знае да препознае и зборуваме повторно дека никој не ги сака повеќе децата од своите родители. Апсолутно. Тоа е јасно. Во целата таа фаза на прифаќањето и на детекцијата, родителот не може да биде тој секогаш кој што ќе ја донесе правата одлука. Треба некој да го води во целиот процес, кој што добро ги знае здравствените патокази. Каде е грешката тука? Дали може би во детекцијата од страна на докторите? Ако се повикувам на оно што се случува во поразвиените земји, зборуваме за скрининзи кои се случуваат во осетливите фази на развојот, односно редовни скрининзи кои ќе ги детектираат таквите потешкоти и промени уште од најрана возраст. Како што веќе споменавте, не секогаш родителот знае, особено ако зборуваме за прво дете. Не секогаш знае како оди типичниот развој на детето, па за да ги знаеме одстапувањата. Кога веќе одиме на педијатар и такви консултации, сметам дека иако родителот е тој што ги детектира тие знаци, некогаш може да биде и доцна, бидејќи чекаме одиме на тоа дека таткото покасно прозборел или можеби ајде ќе почекаме, ќе биде. Меѓутоа кога се чека до третата година обично. Да, јасно, да, за да прозбори детето или било кои знаци не мора да биде точно и говорот само. Меѓутоа кога се оди на матичен или на детски педијатар, тој е тој кој треба да ги согледа тие рани знаци и понатаму да даде соодветна насока. Така, тоа ми беше клучното прашање, дека докторот треба да направи, треба докторот да даде конкретна насока, дали детето е за логопед, дали е за дефектолог. Зборувавме кога се подготвувавме за разговор дека тука е најголемиот проблем. Обично се носат децата на логопед, па се поминува време, па доцна се носат на дефектолог. Да. Добро, како општество имаме простор многу за напредок, апсолутно, за надоградување, за напредок, но и за рушење на стигматизацијата, за прифаќање на различностите. Се надевам дека ќе успееме во тој процес. Сметам дека полека се движиме кон тоа. Во добра насока. Добро. И тоа како ни треба време, но се движиме во добар правец. Бранко? Потик за родителите да бидат бестрашни и благодарност за луѓето како Ангела да исто така останете бестрашни, да им помагате на оние на кои што им е најпотребна помошта. Ние сме тука да ве доближиме до нив и да ги доближиме нив до она што им е потребно за да има поубав живот, нели, на оваа